Дечко, прво не си Трамп. А не си Трамп затоа што си, мора да се признае, барем фино воспитан од дома. За да си Трамп треба да бидеш малце джукела, малце поише психопат и остали со таа работи што дајат и малце поише да ти фали ламинат у глава. Не си, тоа не можеш да бидеш. Затоа не можеш да напаѓаш така арогантно медиум. Мислам, ти може си милионер, али не си милиардер пак од Трамп. Не можеш така да ги напаѓаш медиумите. Така арогантно, да ме ќе имитираме Трамп за да добиеме гласови. Чекај ми звони некој. Ме бараат. Ајде бе, исклучи се. Ме бараат, изгледат само вистина, треба после да гостувам. Ама се баш се уклучив се уживо, сега ќе почекаат 2 минути. И што ме беше зборот? Значи, не можеш така ти на медиуми да кажеш, да и кажеш, ај сега плачете, пошто Орбан не ви го избра, ги изгуби изборите. Зашо да плачеме, бе, луѓе? Како филм бе живеете, бе, Венко, вие? Дека е сега смак света, ако Орбан ги загубил изборите? Ај, не навлегуваме у таа прича што и тие тиса се десни. Тамо сите се десни, пошто унгарците се ултранационалисти и традиционалисти. Тамо не можеш да продаеш разни гомненца, левичарски, либерални и така натаму. Тешко се продаваат такви гомненца тамо. Еве, па ми пишува. Добро бе, уреду е, ќе ви се јавам, ќе се чава. И што сакав да кажам? Баш сред обраќање ме фати. Значи не праќаат тамо. Втора работа. Венко, значи, ја веќе дадов насоки на македонската дипломатија. Како со новиот премиер на Унгарија, како да добиеме ние поголем Орбан од што беше Орбан во однос на Македонија. Поголем сојузник. Им дадов насоки денес. Вака им реков: ќе овикнете човекот на гости, на официјална пријателска посета. Тој маđар. Ќе го ставите у кола и со пратња ќе го однесете таму, кај Народна банка. И ќе му кажете: дечко, ова мало, од секогаш било познато. Не од секогаш било познато, ќе му кажете: познато е како маđар мало. А маđар мало е од кога ти стана премиер. Под тебе го крстивме маđар мало, будала една. Такви ние имаме симпатии кон тебе, кон твојата тиса, кон унгарците, кон унгарскиот народ, кон твојата власт. И он таман ќе се замисли, ќе праша тамо вистина, ова како се вика маđар мало. И ќе рече у пичку мат. Тука у кола, ќе стигнете, ќе речете: дечко, оваа населба, не знам дали знаеш, дали ти успеале до сега да ти кажат, се вика маđари, под тебе е крстена, издати матер. Имај го тоа на ум, кој ќе имаш Македонија у некој тамо, дали ќе помагаш, како ќе помагаш, дали ќе се најдеш ќе застанеш зад Македонија на патот кон интеграцијата, или ќе бидеш против. Помисли на ова. Ќе го однесам и у село Магарево. Тамо малце тамо финта ќе му направам. До сега све е вистина, тамо финта ќе му направам. Тоа Г ќе го прочитам као Дж, ќе му речам: селово, ќе им кажам: знаеш како се вика, Маđарево. Не Магарево, Маđарево. По тебе е крстено, море. Убитола нема да го однесам. Не дека нема овака да му се направи кејф, кој ќе чуе, кој ќе му кажат: бе тамо маđар еден, или кај си бе маđар еден. Ама маđар на битолски има негативна конотација кој ќе му кажат на некој маđар. Еве, може би точно да објаснат што значи маđар у коментарите по интервју. Така да ја многу точни насоки дадов на македонска дипломатија, така да маđар ќе стане поголем Орбан од Орбан што беше во однос на Македонија. Ич да не се секират. Апсолутно не. Ете така. Значи, до сега не чув дека паднал Мицкоски, дека ја се радува многу јако се радува. Мислиш на светско сме се пласирале. Такви тоа радости беа кај социјалдемокративе, која падна Орбан од власт. Абе тоа се славело до доцна во ноќта. Се славела победата на маđар. Да, иако тој има малце двосмислени ставови однос на... Сега ќе видиме, или ќе легне на брашното, што му го кажуваат овие од ЕУ, или ќе мора да игра по волјата на својот народ. Ако игра по волјата на својот народ, Бога ми нема да може баш да одговори на сите барања на ЕУ.
особено на не на она барање кое со кое сакаат Унгарија и Ептен да стават на нивна страна во односите со Русија. Демек да воведе санкции кон Русија, да престане да увезува руски газ, нафта итн. И нормално да плати колку што треба да се плати за да влезат европјаниве во света војна со русите и да си ебат мајката на брзина. Да им ушета Путин со црвената армија пак у Берлин. Тоа е супер да се види повторба. Реприза. Тражили сте, гледајте, само првиот пут остана у Берлин долго време, да ви кажам, 40 на години, а вториот пут ќе остане галиба многу поише ако им влезе у Берлин. Него. Сега сите коментираат. Пичка му матерна. Изјавил Мицкоски, имам чувство дека обвинителството ќе тргне по некои високи челници бивши на СДС, на нивни роднини и така натаму. Луѓе, па што е нелегитимно тоа човекот да има ханч, што викаат енглезите? Осеќај или интуиција или чувство за осеќај дека ќе тргнат по нив. Оти знаеш како, некако можеби си ја предизвика, знаете зашто може има осеќај. Оти овие си ја предизвикаа судбината. Па на Орбан сите почнаа да се злорадува, значи злорадо се викало она, кога некој му се радува на нечие зло. Почнаа да се злорадуваат на тоа дека падна Орбан, сега и Мицкоски ќе падне, а Груевски ќе го донесат овдека у лисици и ќе го турат одма у затвор. И 2 дена не помина, кога Мицкоски го доби тој чуден осеќај или интуиција или ханч, што би рекле енглезите, дека некој од поранешните високи функционери на СДС и нивни блиски дека ќе бидат, можеби наскоро дека ќе бидат гонети од обвинителството, приведени и така натаму. Ја не верувам дека има причини. Не за тоа што имал чувство за осеќај Мицкоски, него дека има причини они да бидат гонети. Не, зашто? Они се мајки Терези, Груевски треба да лежи затвор, они шо? Зашо да лежи затвор? Ама јеби ga. Премиер, ако има такво чувство, ти не можеш да му кажеш, си немал такво чувство, како можеш да му негираш дека нема? Ја може имам чувство со Бајлево дека ќе гребам златна рипка и дека ќе ми паднат 300.000 денари. Тоа гребките, како се вика, златна рипка, кој се тресе. Така да легитимна работа е. Сега шо има тоа драма да се примал чувство? Чувство има тоа, не значи дека ќе се случи. Ама е така. Може ќе се случи, а може и нема да се случи. Шредингерова равенка. Мачката е во кафезот, ама исто време мачката не е во кафезот. Или честиците во квантниот свет ги истовремено ги има и ги нема. Да, дигитален свет, нула, нема информација, кец има информација. Тоа е друго. Ураниум 238, ураниум 235, 92 атомски број, значи 92 неутрони у јадрово, 235, значи овој број на протони уствари, атомски број, 235 број на протони ист, ама на неутрони различен. И ова нема врска, пичка му мати. Ова е осиромашено, да. Нема се збунив, не знам кај отидов више со паметот. Од Шредингерова равенка отидов на ураниум 238-235. Вака од прилика изгледа како да кажам, медиумското покривање, медиумското представување, медиумската поставеност, медиумското делување на Социјалдемократскиот сојуз. Вака изгледа. Врска нема. Не знаат кај се. Не знаат шо прават, не знаат шо зборат. Ајде се радуваат победливи, тоа значи дека овој ќе падне и Мицкоски. Да бидеме малку сериозни. Венко, Филипче може да падне. Ја не викам не. Човеке може да падне. Ке се сопне, ке ги згази, што се вика, нема да ги заврзе врците на кондурите, симење ќе се поскали за на работа, ке брза, ке го чека да, ке згазне на врца, ке се сопне, поскали, ке падне. Може ке се повреди, може нема да се... Сам премиер, значи,
Далеку било, не сакам да паднете, не сакам никој да падне, ни ти Венко не сакам да паднеш по скали. Да се дам сега пример давам. Може само така да падне, бе, Венко Мицковски. Само ако се сопне по скали. Иначе нема да падне. Ви реков, немојте со тие приказни да ги залажувате вашите членови, а нас громогласно да не засмејувате со тие ваши вицови. Мора да ја прифатите реалноста. Вие сте никој ништо, вие сте толку заглавени во вашиот стар, пропалитетен, предавнички наратив, што дури 2 години после вашето паѓање од власт, вие не можете да излезете од тој наратив. Вие уште ги верлате истите муабети за некои ЕУ интеграции, за некои отварање на устав, за некои наоѓање и изнајдување решенија за договор, пуштање на бугарите уставот. Уште се држите до наративот дека сте направиле дипломатска победа со Преспанскиот договор, кај што го продадовте древната македонска историја на грците, кај што географски ја поделивте историјата, античка. Демек до Битола тамо до вама не постоела античка историја. Од Битола натака, или од кај сакате тамо. Богородица преминат. И уште сте на убедување дека сте направиле многу голема ствар, што сте го смениле името и сте не внесле у НАТО. Кој е НАТО, бе, джукели будали неопеани, бе? Словенија излегува сега на референдум дали сакаат да останат во НАТО или не, пошто сватија што е играта со 5% издвојување за НАТО на Трамп. Што е целата игра? И не е само таа на Трамп игра, таа игра е на големите овие држави кои што се членки на ЕУ, најголемите држави кои што имаат најголема корист. Таа пара ќе оди да купуете оружје, тенкови од швабите, Леопард, кои што коштаат не знам колку милиарди ако купите, поиме немам, 20 или 10 рецимо, не 20 милиарди евра. И сега словенците викаат на сметка на тоа што ние ќе издвојуваме за воен буџет за НАТО, нашите вика крови во училиштата да прокиснуваат, во другите институции да нема нови градинки, да нема опремување на нови градинки, да нема ова, да нема опремување на болници со најнови технологии, апарати и така натаму. Словенците излегуваат на референдум за факинг НАТО. Ви текнуе Трамп шо кажа 2016 за НАТО? На кој му текнуе? Тоа беше веројатно едно од неговите последни мудри, паметни државнички изјави. Која рече НАТО во 2016 на кого му треба тој курац, така рече. На кого му треба тоа срање? Имаше вика логика НАТО док беше Советскиот сојуз, студена војна, закана од нуклеарна војна, затегнати односи исток-запад, шпионски афери, заговори, трт-мрт. Сега вика кој е НАТО? Сите вика сме уштета од НАТО. Кој е НАТО? НАТО е истово што имате членки внатре у НАТО што не признаваат други членки, своји браќа и сестри од НАТО, не ги признаваат како народ, кажеме бугарите. Каква е тоа заедница, алијанса, сојуз? Кога оној братот што седи до тебе, пример, на масата на НАТО, тебе не те признаа како народ, а треба утре заедно да се браните, тоа стои тебе да те брани. Ако бидеш нападнат, нели као постар овој член, по-голем, по-моќен у моментот и така натаму. Кој е НАТО? Овој им вика, ајде со мене на Хормуз, им вика на британците, французите и германците, Трамп, и државата што го основа НАТО, што најмногу вложуваше тоа НАТО да постои, да обстои. Им вика, ајде со мене, Хормуз, да го ослободуеме од иранците. И му ка, не, ќе си идеш сам. И они, кауард, кукавици. Кој е бе НАТО? Какво НАТО? Гледате, ние влегуваме негде, тамо негде кај што влегуваме, одма почине да се распаѓа тоа. Може би, затоа е добро, ама боле да не ја правиме таа грешка, ич да не влегуваме во ЕУ. ЕУ ќе се распадне без ние да влеземе многу брзо.
ова што сакаат да го направат, ако сакаат да се факторизираат, као што сакаат, и ако сакаат да продолжат војната во Русија, како што имаат во Украина, како што имаат намера, многу брзо ќе си го најдат шарет. Така што светот оди, да не ви објаснам сега, да не навлегувам во некои филозофски научни теми како што е ентропијата у физиката, да кажем. Али светот веќе сериозно е навлезен во фаза на ентропија. Тоа значи дека хаосот толку многу се шири, губењето на контрола е толку огромно што веќе никој не може да ја фати палицава, џојстиков да го врати авионов, да го исправи овака да го воведе во нормален лет. Не може више. Затоа ми е многу симпатичен, како се вика оној министерот за надворешни на Иран. Како се вика? Абас. Абас му е сигурно име, Какџи му е презиме, појма не. Многу мудар човек, голем дипломат, потекнал од дипломатска фамилија. Прадедо бил дипломат ирански. Прадедо. Самиот Какџи ли беше Абас, појма не ме држите за збор. Самиот збори 5 јазика течно. Вика, ако верувате, вчера што им порача на тие јенките, вика, вие сте цивилизација 250 години, вика, ние сме цивилизација 6000 години. И вика, ако верувате во моќта на уништувањето, како што верувате, и го спомнувате тоа секојдневно, да ни се заканите, да не исплашите, треба да знаете дека пожарот што ќе го проширите, никогаш нема да можете да го држите под контрола. Тоа им порача мудар човек. У гени дипломатијата ја носи. Им кажа, дечки, тргнете ли на уништување на Иран, вие не сте ни свесни што ќе ве снајде. Оти очигледно факманиве ирански им покажа дека не само што ние име страв. Америка да те нападне. Замислете што ќе се деси било која држава друга у светот, Америка да нападне. У Европа. Не Македонија, Србија, Албанија, Бугарија, тоа е пичкин дим. Да тргне на Германија, ќе се усерат германци. Што се германци, како кажеш германци, мада тамо се сега многу измешани, тоа гените нема више ариевци. Ама вие што се пак плава крв, ќе се усерат, Америка ги нападна. Оти они многу добро памтат Америка кога ги нападна. Дрезден кога го бомбардираше и другите градови 45 година. Многу добро знаат што им направи. Они ќе се усерат. Ама вие не се усра. Не само што не се усра, него покажа дека поседуваат огромна воена моќ за кое што овие така наречени амерички планери нема ни на крајна памет не им беше дека поседуваат толкова воена огнена сила Иран. Ни на крајна памет не им беше. Овие се спија на увото дека Трамп што збореше им ги уништиле сите постројки ракетни, дека немаат сега ништо и дека со стрели ќе се маваат и со копја ќе фрлаат. Мамето им го еба. 8 амерички бази се тотално уништени у Персијски залив. Значи камен на камен нема останато. Идат на преговори. Сега кога беа таму Исламабад у Пакистан, америчка делегација ги гледаш тие Венс, Менс, некој пола од нив. Нешто имаат минатото у позадина кривично, дали, ајде да не зборам, да не измислувам, да не кажам нешто погрешно и така натаму, некои афери, некои појава немам, афери у некои братства на универзитети, тамо пијанчења, не знам, други потешки инциденти, дошле да преговараат. Најпаметните околу Трамп се тие. И дошле на преговори у Исламабад иранскава делегација, составена од врвни воени стратези, врвни научници. Поло од нив со универзитетски дипломи на, појма немам какви комплексни универзитети, дипломи за математичари, за ова, за она, за вакви работи. Молекуларни биолози, вакви нуклеарни, не знам какви физичари. Што се у дипломатија, не што се викнати од екс-катедра
дојдете вамо да не, што се тоа по образование, но животот ги однел во политиката, во дипломатијата. И со такви овие дрипци, како да ги наречам, шилјокурари, отидоа у Исламабад да ги убедат. И наступиле таму Исламабад агресивно, амерички, онака, каубојски. Молим, дечки, еве ви ги нашите услови. Ние продолжуваме со нуклеарната програма. Ама, чао. И ги остајле си отишле. Луѓе, сериозно се смени светот. Мора многу мудро да се поставиме во тој свет. У старт да не исклучуваме ниту една страна на овој свет како потенцијален наш сојузник. Кој ги ебе на крајот на краиштата? Ја имам идеја дури што да се направи овдека, да се турат у шахмат. Ја сега како лудак некој, како ненормално. Имам идеја што да се направи шахмат, да се стави цела европска заедница овдека. Што да се направи? Стварно имам идеја. Луде, ненормално, ама имам идеја. Барем на 3 дена у шок ќе бидат овие. До Брисел, ќе им бидеме главна тема на муабет. Нема да кажам, превише луд да не излез. Пичко мантар. Сакам да ви кажам, со таа идеја што имам, што нема да ја кажам, нормално ќе изгледа лудо и вака. Ништо не треба да биде исклучено. Уиднинава тешко сватлива што ни следи, тешко контролабилна што ни следи. Ниеден потек не треба да биде исклучен, ниеден производ на брейнсторминг не треба да биде исклучен, ниедна страна на овој свет, држава не треба да биде исклучена како потенцијален сојузник. Само така се обстојува ако унапред планираш неколку потези. Ако не ги исклучуваш можностите што ти се нудат, а не како папагал 35 години. Европа е нашата алтернатива, Европа е нашата, ЕУ е нашата алтернатива, ЕУ е нашата алтернатива. До курца. Ќе видите ЕУ многу брзо што ќе ја најде. Многу брзо. Ајде да не јадам гомна, овие да ме чекаат. Ќе одам вечерва на Самовистина и тамо ќе јадам гомна. Ај, чао.